Добар ден, почитувани, ова почетокот на уште едно ново издание на магазинот за родителство, за практично родителство, 0+ месеци на телевизија Телма. На родителите најчесто им е тешко да проценат дали нивното дете оди правилно. Кај малите деца може да се забележат рамни стапала, потоа одење на прстиња, стапалца ротирани навнатре или нанадвор, криви нозе во форма на буквата О или пак X. Дел од овие состојби се исправат сами од себе со текот на растењето, но други може да потраат подолготрајно и да станат посериозни. За одот кај децата, односно дали моето дете оди правилно, е прашањето на кое што одговор ќе даде примариус, магистар доктор Иванка Стефановска, ортопедски хирург од Ремедика. Добре ни дојдовте. Добре ви најдов. Поздрав до гледачите исто така. Малите деца кога ќе проодат се многу сладки правики ги првите чекорчиња. Така. Кога најчесто проодуваат? Кога најчесто ги прават тие први сладки чекорчиња? Она што верувам дека и гледачите што не слушаат веќе го знаат, тоа е најчесто околу првата година, околу 12-тиот месец. Од 12, па ние велиме дури до 18, 19, 20 месеци е сосема нормален период за проодување. Како што гледате, тоа е многу широк период. Так. Значи станува збор за некои десетина месеци. Тоа е така од причина што процесот на проодување е многу индивидуален. Значи, апсолутно никој не може да предвиди кога детето ќе прооди. Ниту родителот, кога неговото дете ќе прооди, ниту пак лекарот кој што го следи може да направи предпоставка за 1-2 месеца од прилика. Меѓутоа, вистинското проодување настапува тогаш кога е детето подготвено за тоа. Што значи тоа? За да може детето да прооди, вака најсимплифицирано кажано, треба да има да се постигне зрелост на 3 важни системи во човековото тело. Значи да има здрав и веќе созреан до одредена мерка скелет, кој што е подготвен да ја носи неговата тежина, да има доволно силни мускули, кои што исто така ќе одржуваат рамнотежата и ќе носат дел од тежината на телото, и да има веќе созреан централен и периферен нервен систем, повторно до одреден степен, за да може одењето да почне и полека да се координира. Значи, тоа е еден процес кој што е многу индивидуален, различно должина, неговата должина е различна кај секое дете. Значи може да трае од месец, 2, 3 тој процес на проодување, па некогаш и подолго. Така. Ја од Рижа ќе замолам да ги пуштат инсертите кои што ќе го илустрираат овој дел од разговорот, кој што е поврзан со проодувањето и со проодувалките меѓу другото. И сега родителите ги споредуваат децата. Своето дете го споредуваат со останатите деца и понекогаш се случува да го форсираат своето дете побрзо да прооди. Така. Се случува ли да го на некој начин условуваат, да направи движење за кое што не е подготвено и дали тоа може да остави некакви последици? Токму така. Она што претходно го нагласив е индивидуалноста. Значи секое дете во различен период, во различно време ќе го стори тоа. И бидејќи не можеме да предвидиме, бидејќи не знаеме кога ќе се случи тоа, значи за некои работи во моторниот развиток на децата, едноставно треба да ги оставиме да ни покажат кога се подготвени за соодветната активност. Впрочем, тоа се однесува на сите значајни моторни промени во нивниот развиток. Почнувајќи од седењето, дете кога е веќе подготвено, почнува да се крева и вели, видите, ја можам веќе да седам. Кога е подготвено, почнува да лази, да ползи. Кога може, самото ќе се фати некаде и ќе застане. И конечно, полека, држејќи се ќе проодува, односно ќе почне да се пушта и да чекори самостојно. Која е тука улогата на родителот? Да даде поддршка, меѓутоа никако да ги форсираме децата. Зошто го велам ова? Најпрви, споредувањето со останатите деца е многу неблагодарно. Значи, родителите кои што имаат повеќе од едно дете се свесни дека има огромна разлика меѓу нивните 2 или 3 деца, а камоли кога го споредувате со сосема други деца. Значи, споредбата е неблагодарна и не треба да се прави. Не треба многу да се помага. Така. Треба да се остави детето само постепено да ја постигне својата стабилност и рамнотежа и постепено да се пушти да оди самостојно, значи без голема асистенција од страна на
родителите или некакви проодувалки. Не е страшно да се употребат, меѓутоа да не се форсира во тој смисол. Во однос на проодувалките, што би требало, а што не би требало да се користи? Каква е улогата на дубакот со оглед на тоа дека во одредени земји како Канада не само што е забранета продажбата, туку е забрането и да се препродава, односно забрането да се купи стар дубак. Значи, сите тие помагала кои што обезбедуваат рана вертикализација на децата, значи нивна исправена состојба и нивно предвремено проодување, еве сега ги гледаме овие џамперки, скокалки на инсертите, се во суштина многу двосмислени. Кога ќе го ставите детето во џампер? Исклучиво тогаш кога веќе почнало самото да застанува. Меѓутоа, повторно постои ризик. Колку долго ќе го држите во џамперот? Ако тоа застане покрај манса или во креветче, кога ќе се измори, може да клекне. Меѓутоа, во џамперот не умее тоа да го прави. Второ, не може да го прави. Второ, тоа се обидува да допре до подлогата, значи се форсира допирање на подлогата на прсти, што понатаму може да произлезе во проодување на прсти, кое како појава може да потрае и подолго во текот на втората година од животот. Истото е и со дубаците. Колку долго ќе го држите? Кога ќе го ставите во дубак? Тоа се дилеми кои што оставаат многу отворени прашања и затоа не се препорачуваат овие помагала и затоа се во одредени земји забранети, а да не ги споменувам и инцидентите кои што може да се случат. Така, во моментов гледавме дел од тие продувалки. Инцидентите кога може децата да паднат меѓу другото, да повредат главата. Тешко да се повредат и со проодувалките дури и тоа некако е горе-долу, мислам, побезбедно, меѓутоа од дубакот не може детето само да излезе. Така. И повредите со тубакот се особено сериозни, значи од повреди на глава до скршеници на горни екстремитети. Се сме имале и ние, а се е и опишано во светот, па од тие причини во одредени земји е тоа забрането. А дали детето ќе биде во некаква предност во споредба со своите врсници доколку прооде порано? Ќе има ли подобра рамнотежа, например? Единствена предност што може да има детето од своето проодување е ако се остави тоа да биде самостојно. На тој начин развива координација, развива рамнотежа најбргу и добива нешто што е многу значајно за неговиот понатамошен развиток, а тоа е самодоверба. Знаете што значи сам да проодиш, без никој да те држи за прст и да ти дава поддршка. Тоа е голем импулс, позитивен, во секој смисол. Значи, но родителите најчесто ги држат децата за рачине, ги паткаат. Што помалку и нема потреба, заради тоа што навистина децата најстабилно проодуваат доколку тоа го направат сами. Значи, често пати велам, нема смисол да им се ускрати на децата тоа задоволство од самостојно проодување. Тоа е огромна придобивка за нив. Доктор Стефановска, да им дадеме можност и на гледачите, доколку сака да се вклуча денеска во програма, во денешната емисија со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашање поврзано конкретно со денешната тема, слободно можете да се вклучите. Кога родителите може да проценат дали нивното дете оди правилно? Дали виднаш после проодувањето е целосна таа слика за одот на детето, кога тоа почува да се движи справено и да има откако возрастните? Дали одењето се развива? Апсолутно, апсолутно. Проодувањето е прилично нестабилно. Знаеме дека дечињата честопати кога проодуваат одат со рацете нагоре за да си помогнат да одржат рамнотежа. Значи тоа е процес на постигнување на стабилност. Тоа како што и сетењето, вие ќе почнете да го ставате детето околу 6-тиот месец во седната положба, меѓутоа дури некаде околу 8-тиот тоа е во состојба да седи стабилно без да има потпора некаква. Значи треба време, треба тој процес да си оди спонтано. Значи во почетокот апсолутно не е период кога треба да се проценува одењето дали е правилно или не. Дури и ние лекарите кои ќе ги видиме децата на контроли по проодување, велиме да оди барем еден месец да малку го стабилизира одењето, за да видиме дали има или нема некакви неправилности. Значи, првите неколку месеци се апсолутно период во кој што децата полека го стабилизираат одењето. Дури и понатаму имате голема разлика во одот на дете, да речеме, од година и пол или две и дете од 5-6 години. Значи, тоа е процес на раст и развиток и конечно дефинирање на одот.
Токму затоа и се прават тие контроли да се види и да се забележи некаква неправилност или некаков можен проблем кај децата. Децата во првите 2 до 3 години имаат рамни стапала. Да. Родителите се загрижени поради таа гледка, кога ќе видат дека детето гази на целото стапалце, но дали на почетокот рамното стапало му помага на детето да одржи рамнотежа, да биде постабилно при проодувањето? Значи, рамното стапало овозможува поголема површина на газење, нели, во почетокот, затоа и постои тоа масно перниче, за да практично понатаму низ процесот на одење постепено се развијат природните сводови на стапалото, кои ги има два, и кои што процесот на одење, активноста, мускулите, стимулацијата од подлогата по која што гази и така натаму, полека доведуваат до оформување на едно нормално здраво стапало. Морам да признам дека тој процес не е едноставен во услови на градска средина, бидејќи децата се главно по мазни површини, дали се тоа паркет, плочки, бекатон или асфалт. Многу малку имаме нерамна површина која што прави стимулација на стапалото. Меѓутоа, постојат начини, вежби и така натаму тој процес да се помогне. Во секој случај, рамните стапала на почетокот на одењето и дури до возраст од 3 години апсолутно ги сметаме за нешто што се уште е нормално и толерантно, за да дури потоа, ако и понатаму продолжат, превземаме некои посериозни мерки во нивното лекување. А како да се овозможи природен развој на стапалото, односно да зајакне мускулатурата на стапалото? Дали е препорачливо децата да одат боси, како што гледаме во моментов на инсертите? Да одат боси. Во процесот на проодување апсолутно. Мислам, ова дете што го гледаме на инсертите нема да прооди ако му ставите некои патики со подебел џон, затоа што нема стабилност, нема чувство и осет дека гази стабилно на подлогата. Значи, во процесот на проодување апсолутно треба да се одат боси. Понатаму во нивниот раст и развој се даваат совети според тоа какви се стапалата, што треба да се прави, какви обувки да се носат и така натаму. Кога децата ќе почнат да одат на прсти, родителите се многу загрижени, бидејќи читајќи на интернет можат да добијат најразлични дијагнози. Дали секогаш е тоа толку страшно? Апсолутно не. Значи, постојат состојби кај што одењето на прсти представува знак на некое сериозно заболување, меѓутоа тоа ќе го направи, ќе го процени лекарот. Она што најчесто е причина за одење на прсти, особено во почетокот на одењето, во првите месеци на одењето, се како што реков, користење на дубаци и џампери, кога децата имаат се трудат да ја допрат подлогата и имаат чувство дека доколку згазнат на цело стапало, ќе ја пореметат рамнотежата. Не се свесни дека во суштина ќе бидат постабилни на тој начин, че треба време да го осознаат тоа. Значи, тоа одење на прсти е нешто што полека ќе мине. Постои одење на прсти понатаму негде во период на 2-3 година, кога децата доколку имаат рамни стапала и ништо не се прави да се стимулира нивниот развиток, имаат потреба да релаксираат одредени групи на мускули и затоа одат на прсти, на тој начин практично го подпомагаат оформувањето на сводот на стапалото, што се нормални појави. И реков, конечно, постојат и одредени заболувања кај што одењето на прсти представува знак на сериозни така, церебрална парализа, например, аутизам, значи сериозни заболувања. Сериозни. На која возраст одењето на прсти би требало да исчезне? Па некаде до третата година максимално би требало да исчезне, да. Меѓутоа, ако веќе после 2-та година е присутна, апсолутно мора да се консултира лекар. Така. И повторно се зависи кога проодело детето и колку долго трае тој период. А во кој случај стапалцата на децата се ротирани навнатре или пак нанадвор? И зошто тоа се случува? Значи, тоа се состојби кои што често пати ги збунуваат родителите. Тоа се така наречени торзиони деформитети, односно деформитети на увртување кон надвор или нанадвор или навнатре. И тука станува збор за увртување не на стапалата, туку на целиот долен екстремитет, значи од колкот надолу, целата нога. Зошто настануваат? Најчесто настануваат од неправилна положба на спиење и седење. Значи, децата во периодот на ползењето поготово завземаат една положба која дискретно ги увртува нозете навнатре. Меѓутоа, ако
положбата се продолжи со седење во буквата дуплове. Така како W. Да, као W. Многу често седат така децата. Е, или така наречена телевизиска позиција. Или како жаба. Или како жаба. Кога седат на колена со свиткани ноџиња под газето, или кога спијат на стомак. И ги наседнуваат стапалцата. Ги наседнуваат стапалата и подколениците. Кога спијат на стомак, повторно ги увртуваат нозете наднатре и постепено доаѓаат до внатрешно увртување на долните екстремитети, што родителите го забележуваат со увртување на стапалата кон натре. Так. И често пати тука се среќаваме со состојби кога ќе дојдат родителите и велат, па ние добивме совет да ги носиме чевлињата наопаку. Апсолутно погрешно. Мислам, на тој начин ниту ќе се поправи состојбата, дури може да се предизвика проблеми со стапалата, бидејќи проблемот не е во стапалата. Проблемот е во целиот долен екстремитет. И со тоа што ќе се нешто делува на стапалата, само поголем проблем може да се предизвика. Начинот на кој што децата треба да седат, особено ако има нагласено увртување кон внатре, е со вкрстени нозе. Или турско седење. Турско или јога положба, некои го викаат. Сеедно е како, важно е со вкрстени нозе, бидејќи на тој начин и над колениците се вртат нанадвор, имате вистинска корекција на состојбата. Дали сето ова може да биде и причина за искривување на нозете во форма на буквата X? Често се забележува ова форма кај нозете кај малите деца. Точно така. Значи, дечињата во моментот на проодување многу често имаат деформитет. И дури родители... тие се раѓаат до 18 месеци имаат. Така, тоа е резултат значи на интраутерината на положба, тоа е резултат на начинот на раст и развој во првата година. Кај некои деца е тоа поизразено, кај некои деца е помалку изразено. Меѓутоа, полека, постепено со растењето тоа се коригира. Постојат состојби кои што се манифестација и на одредени заболувања, доколку е тоа многу изразено, нели? И многу често оваа позиција, односно оваа положба на одеформитет на нозете, односно подколениците и колената, може да биде и резултат на прерано застанување на детето на нозе, особено ако е тоа и потешко при тоа, има поголема килажа. И тоа се опасностите од раното исправање на нозе. Мислам, ако детето не е подготвено да ја носи својата телесна тежина, кога ќе го застанете, практично му правите деформитет на екстремитетите, кој што е најчесто во буквата О, во форма на буквата О. Затоа не треба да се форсира Затоа не треба да се форсира. X, ова О, понатаму во текот на третата година од животот, може спонтано да премине во X. Доктор Стефановска, пред да преминеме на X нозете, да го вклучиме гледачот кој што чека на линија, а потоа ќе се посветиме на овој деформитет. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до вас, поздрав до доктор Стефановска. Сакам да прашам, јас имам малечко, 19 месеци е. Си оди меѓутоа стапалца да ги носи кон надвор. Значи направена рентгенска снимка, посетени се ортопеди, два за искуство, сите ми велат дека нема никаков проблем. Меѓутоа во движењето ми оди на надвор со стапалцата. А и од време на време оди на прсти. Тај така прооде, после почна да се оди на цело ноќе. Ама од време на време повторно оди на прсти. Мислење дали може да добијаме од старкат. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ова исто состојба кога може да бидат и двете стапалца на надвор или пак само едното. Така, и тоа ќе го разгледаме. Само да одговориме на гледачката, со оглед на тоа дека станува збор за релативно мало дете, кое што веќе е проследено и прегледано и се е во ред. Значи, станува збор за минлив процес во процесот на растење и проодување. Значи, често пати доаѓаат родители загрижени, вели моето дете едното стапало го врти на надвор. Па потоа имаме ситуација која ќе рече до вчера го вртеше десното, па сега почнува левото и се напросто збунети што се случува. Значи, тоа се фази во кои што детето се обидува да ја постигне својата стабилност. Особено во процесот на проодување. Мислам дека овој проблем што господјата го укажа сега, со тек на време ќе помине кај детето спонтано, меѓутоа ако гледа дека тоа не минува, ќе направи повторна контрола да се види да не сепак представува знак на нешто повеќе. Не мислам дека е тоа, меѓутоа сепак не можам да тврдам. Така.
Така. Стигнавме до оној момент, деформитет на ноџињата во форма на буквата X. Дали е тоа една состојба која што лесно може да се поправи? Значи, и тоа исто така еден деформитет кој што често се јавува и кој што може да биде причинет од повеќе фактори. Да речеме, ако детето седи во таа дупло W позиција, нормално е да има X нозе, бидејќи практично позицијата која што ја прави го потенцира тој X. Често пати тој X може да биде и секундарен, да речам, во суштина детето да има нагласено увртување на нозете кон внатре, особено на надколениците, ако ќе го видите да личи дека има X. Во суштина да не е X. Значи има разни варијации. X ноџињата исто така се јавуваат често кај крупни, тешки деца, кои што се пастозни, кои што немаат доволно мускули и кои што едноставно тешко ја поднесуваат сопствената телесна тежина и во текот на растот доаѓа до формирање на X деформитет. Тука се важни неколку работи, значи прво, соодветни обувки, кои што мора да ги носи, особено ако имаме таков деформитет, апсолутно правилен начин на седење и редовна физичка активност која што ќе стимулира правилен раст и развиток на детето. Споменавте физичка активност. Дали има некои посебни вежби кои што децата со одреден деформитет на нозете или пак на стапалата, кои што имаат неправилен од, треба да ги редовно да ги извршува, да ги прават за да не дојде подоцна и до деформитет на кичмата, односно на рбетниот столб, па да дојде до сколиоза или пак кифоза? Так. Значи, најчести вежби кои што ние ги препорачуваме се одење на прсти, одење на петици и одење на надворешниот драп на стапалата, што се вежби кои што во суштина ги активираат мускулите на стапалото и на подколеницата и обезбедуваат еден правилен раст и развиток на екстремитетот. Тоа се најчести вежби. Мислам, вежби кои што се циљано за стапалата. До која возраст одот кај детето може да се коригира? Се додека расте. Се додека расте. Растот представува една многу, како да кажам, важна придобивка наша, на лекарите. Ако ние успееме растот да го искористиме со правилно насочување на одредени работи, многу работи и спонтано се коригираат, без да мораме да бидеме премногу агресивни. Значи, со минимално насочување на одредени активности, на одредени помагала, постепено може да се коригираат одредени проблеми во положбата, формата и одот кај децата. Доколку се случи ротација на стапалата на надвор или навнатре на поголема возраст поради лошо седење и слично, дали е потешко сето тоа да се коригира? Апсолутно. Колку е возраста на детето поголема, колку брзината на растење е практично поспора, толку потешко се коригираат и деформитетите. Постојат одредени помагала кои што ги користиме при тоа. Меѓутоа, не заборавете, тоа се сепак непријатни помагала. Детето ја нема слободата каква што ја има кога е без никакво помагало, затоа е многу важно навреме да се превенираат работите и навреме да се спречат деформитетите кои што може да се јават. Значи, сите прегледи во суштина, во таа возраст, кои што се редовни систематски прегледи, ортопедски прегледи кај децата, најчесто се прегледи кои што имаат за цел да ја проценат состојбата на детето и да дадат насоки во кој правец треба да правилниот раст го насочиме, за да на крајот имаме здраво, право дете без никакви ортопедски проблеми. И сосема на крај, кога советувате да биде првиот ортопедски преглед по проодувањето? После колку време? Најчесто 1 месец по проодување. Значи 1 месец по проодување. 1 месец за да детето има можност во текот на тој месец да се стабилизира. Барем малку да го стабилизира. Да. Доктор Стефановска, ви благодарам што бевте наша денешна гостинка. Се надевам дека повторно ќе дојдете тука во студиото на телевизија Телма, кога ќе проговориме на некоја друга тема која што ги интересира родителите и е поврзана со ортопедскиот развој на нивното дете. Благодарам многу, па се надевам до скоро видување. Ова беше се во денешното издание. Денешна гостинка во студиото ни беше примариус магистар доктор Иванка Стефановска, ортопедски хирург од Ремедика. Ви благодарам што не следевте. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.